кога бираме кај да учиме, бараме некој образовна институција која ќе ни понуди солидно образование, кој ќе ни даде солидна основа за понатамошен професионален напредок. Кога одиме на работа, бараме организација која ќе ни понуди сигурна работа, работа во која што ќе можеме да успееме, ќе се градиме. Бараме здрава основа за нашата професионална ориентација. За се во животот, во овој земен живот, бараме основата да биде здрава и солидна. И ако тоа го правиме за земните нешта, кои траат малку време, уште повеќе треба да го правиме за вечните работи, за вечниот живот. Сакаме да бидеме сигурни дека нашата вера, која не носи во вечноста, е вистинската и е поставена на вистинска основа. Но како можеме да знаеме дека тоа е вистинската вера? Некои ќе кажат, ние имаме сведоштва. Кога почнав да верувам во Исус Христос, мојот живот се промени. Меѓутоа истите сведоштва ги имаат и будистите, и сведоците на Јехова, и мормоните имаат исти сведоштва. Доволно ли се сведоштвата? Од кај да знаеме дека, и како да знаеме дека тоа во кое што веруваме не се приказни на евреи кои живееле пред 2000-3000 години? Како можеме да знаеме дека навистина тоа е учење, вера која може да се потпреме? Бидејќи трагично е да поминеме врвејќи по пат за кој мислиме дека не носи во вечноста, а на крајот всушност да разбереме дека сето тоа било заблуда. Апостол Петар, кој веќе осознава дека му се наближува крајот на неговиот живот, земен живот, пишува послание во кое се труди, ги убедува читателите, верниците, дека верата на која се подпираме е вистинската вера. Имаме сигурна основа, стабилна основа за нашата вера. И тој како стабилна основа за верата го представува апостолското сведоштво за Исус Христос, тоест нивното учење кој е резултат на нивното искуство со Исус Христос. Тој во првата глава од 16 до 18 стих пишува дека она што го говорат за Исус Христос, она што го пишуват, не се измислени приказни, туку се сведоштва на кои самите биле сведоци. Тие не пишуваат учења кои ги измислиле, тие не предпоставуваат, тие не нудаат спекулации, туку пишуваат за она што самите го виделе, самите го чуле, самите го разбрале, го почувствувале. И во еден момент тој го разграничува учењето на апостолите од измислените приказни на лажните учители. Додека лажните учители доаѓаат со митови, и овдека зборот апостол Петар кој го употребува е мит, значи измислена приказна, бајка, во некои текстови бајка. И во посланијата на апостол Павле, последните посланија до Тимотеј, до Тит, го употребува исто така тој збор мит или бајка, за да го разграничи вистинското учење на апостолите, кое се темели на искуство на апостолите со Исус Христос, од она учење на лажните учители кое е измислено, како митови, како бајки. И преку цело време апостол Петар се обидува да ги убеди читателите дека тоа што е како оставено од апостолите како учење е вистина. Е вистина зашто самите тие, она што го пишуват, го виделе, го чуле. И посебно го истакнува моментот на планината на преобразувањето, кога Господ Исус Христос се преобрази. Апостолите Петар, Јаков и Јован ја видоа онаа слава на Господ Исус Христос кој тој ја остави на небото кога се отелотвори. Ја видоа божествената слава на Исус Христос. Онаа слава со која тој ќе се врати повторно. И овдека пишува за тој поучува за второто Христово доаѓање кој ќе биде во Христовата слава. Учење кој лажните учители гледаме го игнорираат, го негираат, дури се подсмеваат.
На крајот на посланието гледаме апостол Петар пишува за нив како иронично прашуваат кај е ветувањето за Христовото доаѓање. Па умреа нашите родители, а светот си е се уште ист како што од времето кога е создаден. Ништо не се променило. Кај е ветувањето за Христовото доаѓање. Очигледно лажните учители се исмеваат и го игнорираат тоа учење. И апостол Петар им вели: јас видов со своите очи како Христос се преобрази во славата во која што очекуваме дека ќе дојде. Исус Христос им вети пред да се случи преобразувањето. Вистина ве велам, има овдека некои кои нема да видат смрт додека не го видат Царството Божие како доаѓа во сила и слава. И малку после тоа Христос им се откри во божествената слава на гората на преобразувањето. И тоа беше една најава на неговото повторно доаѓање во сила и во слава. И апостол Петар им вели: ова што ви го пишувам не е измислица, не е некоја моја филозофска шпекулација, некаква шема. Тоа е факт што јас го видов. Тоа е, јас живеев, имате сведоштво, им вели апостол Петар, за вистини кои јас ги гледав 3 години. Јас се пишувам за нешта, јас се пишувам за некој со кој што живеев 3 години, повеќе од 3 години. Ги видов сите негови божествени манифестации. Затоа моето учење, учењето на апостолите, не е измислена приказна, не е бајка. И потоа, во овој текст што ќе го видиме, но тоа е само еден дел од аргументот, од основата на верата. И употребува еден збор, вели: ви имате уште поверно слово. Вие ги имате и пророците во Стариот Завет. Пророците во Стариот Завет кои говореа за Христовото доаѓање. Пророците во Стариот Завет кои го навести не само неговото доаѓање кој се оствари, туку тие говорат и за Господовиот ден, кога Христос ќе дојде како судија и ќе пресуди за неправдата и ќе донесе спасение и избавување на праведните. И стиховите што следат од 19 до 21 стих говорат точно за тоа. Нашата сигурност во верата која ја стекнуваме од пророштвото на апостолите. И за тоа ќе се занимавам. И апостол Петар го сврта вниманието кон некои нешта. Пророците не говореа собствени толкувања, туку говореа слово кое доаѓа од Бог. Тие се поттикнувани од Бог да го пишуваат она што е запишано како пророштво и затоа треба да обраќаме внимание на тоа слово кое е наша светлина во овој темен свет, додека не изгрее деницата во нашите срца и додека не дојде денот. Говори за денот. И ќе видиме кој е тој ден. Ајде да ги видиме така нештата што апостол Петар ги кажува во овој текст. А освен тоа, вели, ние имаме нешто уште поверно, а тоа е пророчкото слово. Кажува, а освен тоа, освен кое? Освен тоа нешто што досега го пишуваше во претходните 3 стиха. Освен нашето сведочење, освен сведочењето на апостолите, ви имате и нешто поверно за кое може да се фатите и да видите уверени дека вашата вера е вистинска. До тој момент, нели, тој им говореше за своето сведоштво како апостол, за она што го слушал од Исус Христос, за она што го видел во служењето на Господ Исус Христос. И сега додава и вели: и ако ова не ви е доволно, јас ќе ви упатам на нешто уште посилно или уште поверно. А тоа е пророчкото слово или словото во Стариот Завет. Тој говори за пророците. И кога говори за пророчкото слово, кога говори за пророците, тој мисли на Стариот Завет. Во тоа време се уште Новиот Завет не е канонизиран. Нема друго пророчко слово, нема друго писание освен Старозаветното. И овдека, значи, како аргумент го дава Стариот Завет. Ке видиме да многу силен аргумент. И старозаветните пророци говореа за Христовото доаѓање, говореа и за неговото повторно доаѓање кое е негирано од лажните учители. И тука кажува дека тоа слово е поверно од она што го нудат апостолите како нивно апостолско слово. Што значи поверно? Може малку да збуни. Некои велат дека апостол Петар со тоа сака да каже дека
Словото во Стариот Завет е поавторитетно од апостолското сведочење или апостолското предание или апостолското сведоштво за Исус, апостолското учење. И многумина дава таков коментар на овој стих и Џон Мекартур е меѓу таа група кој вели дека според апостолите словото на Бог е посигурна потврда на учењето за личноста, делото и второто доаѓање на Исус Христос, дури од личното искрено сведоштво на самите апостоли. Меѓутоа, ако прифатиме едно вако толкување, ние ќе поделиме, ќе разграничиме во Библијата некакво првостепено слово од Стариот Завет на апостолите и некакво второстепено слово на апостолите. Некое што има повисок авторитет и помал авторитет. Затоа мене повеќе ми се допаѓа она што го кажува Томас Шрајнер, кој вели дека и дава добар аргумент, ако е тоа вистината, ако Петар сака тоа да го каже, тоа што тој самиот се противречи. Тоа што во претходните 3 стиха тој цело време убедува дека апостолското сведоштво е стабилна основа за верата. Тоа што одрекува дека апостолското сведоштво не се измислени приказни или митови или бајки, како што пише во некои преводи, и ги убедува дека тоа е вистината, дека нивното сведочење е сигурна основа на која можеме да се подпреме, веќе со овој стихови тој би се негирал, со тврдејќи дека пророците имаат поверно слово. И затоа би можеле да најдеме, би требало да најдеме некој друго објаснување. Што сака да каже што тоа всушност апостол Петар кога вели дека пророчкото слово е поверно сведоштво или нешто поверно за нашата вера, за сигурноста на нашата вера. Идејата дека апостол Петар го чувства тоа, ние треба да влеземе во неговата состојба, неговата позиција. Зошто е тоа поверно слово за самиот него и за читателите? Старозаветните пророци ни даваат нешто проверено. Во Стариот Завет пророците говореа за Христовото доаѓање. Ние ќе видиме во какви детали беше најавено во Стариот Завет Христовото доаѓање. И самиот Господ Исус Христос им го говореше тоа. Стариот Завет ни кажува дека Месијата треба прво да пострада пред да отиде во славата и да се врати во слава. И Господ Исус Христос тоа го говореше. Сеќавате кога се случи се, го заврши кога одеше со 20 ученици на патот кон Емаус, по патот кон Емаус, тој ги враќаше на Стариот Завет, Мојсей, пророците, што говорат за Месијата. Стариот Завет говори тоа што требаше да се случи со Месијата. Апостолите го знаеа Стариот Завет. Слушаа Господ Исус Христос како им кажува што треба да се случи. Меѓутоа, не може да го сватат сето тоа. Не може да прифатат како може Месијата да отиде во смрт. И што се случи? После смртта, после воскресението, им стана се јасно. Им стана јасен Стариот Завет. Им стана јасно што учениците, што Господ Исус им говореше. И што се случи? Апостолите разбраа дека Словото во Стариот Завет е вистина за Исус Христос и она што Стариот Завет го говореше за Исус Христос се потврди. Која е разликата меѓу апостолското сведоштво и сведоштвото во Стариот Завет? Апостолите говорат за нешто што виделе, што чуле, нешто што се случило и тие тоа го пренесуваат на учениците, на читателите во посланијата и во нивните проповеди. Но пророците во Стариот Завет, многу векови пред да се случи, го најавија и Христос сето тоа го исполни. И сега, кој аргумент за апостол Петар би значил повеќе, би тежел повеќе? Дали нешто што е најавено пред 500 години и се исполнило во детали, или пак нешто што едноставно го кажеш што веќе се исполни и ти го сведочиш дека тоа се исполнило? И во тој поглед апостол Петар вели, ако не ми верувате мене, а моето слово е сигурна основа за верата, тогаш вратете се во Стариот Завет, видете го служењето на Господ Исус Христос и ќе видите како сето тоа се исполнува во детали. Ќе видите колку верно слово
имате на кој можеме да се подпреме. Видите каква основа на верата имаме, стабилна основа на верата. А што велеа, што говореа пророците во Стариот Завет? Тие во детали се предвидеа. Тие најавија како ќе се роди Месија, дека ќе се роди од девица во Исаја 7:14. Ќе се роди од племето на Јуда во Битие 49:10. Од родот на Давид во 2 Самуил 7:16. Во градот Витлеем во Михеј 5:2. Дека неговото служење ќе биде најавено од претходник кој ќе говори во духот и силата на Илија, Малахија, Исаја и така натаму. Псалм 22, кој е напишан 500, 700, 600 најмалку години пред да биде воведено распнувањето на крстот како начин на екзекуција. Значи, во времето кога е пишуван тој псалм, воопшто не постоело распнување на крст. Луѓето воопшто немале представа што значи некој да биде распнат на крст. Толку време пред да се случи тоа е најавено дека Месијата ќе биде распнат, дека ќе биде исмеан од разбойници, дека стражарите, војниците ќе фрлат жрепка за неговата облека. Се тоа е напишано многу пред да се случи. Во Исаја 53 глава ги има исти работи, дури и дека тој ќе биде погребан во гробот, во тук гробот на богатиот Јосиф од Ариматеја. Тоа ќе биде Христова жртва за нашите гревови. Таму е најавено неговото распнување меѓу разбойници. Така натаму. И ова е само еден мал дел од повеќе од 300 пророштва во Стариот Завет кои се исполнуваат во служењето на Господ Исус Христос. И апостол Петар им вели, кој може да ви даде посигурна основа на верата од ваквото исполнување на старозаветните пророци? Ви имате поверно сведоштво од секое друго во Стариот Завет. Не сака да каже што дека апостолското сведоштво не е верно. Апостолското сведоштво е точно, вистинито, сигурно за нашата вера. Но ако отидеме на Стариот Завет, видиме како сето тоа се исполнува точно. Тој вели, видите колку се тоа е точно напишано и верно напишано. Може ли овие пророштва да се исполнат случајно, ако не се боговдахновени? Има еден човек, математичар, Питер Стонер, кој напишал една мала книга, Науката говори, и во таа книга тој прави математичка предсметка тоа колкува веројатноста по случаен пат да се исполнат пророштвата кои се запишани во Стариот Завет. И за да му биде полесна работата, тој се ограничил прво само на веројатноста по случаен пат да се исполнат 9 пророштва, само 9 пророштва. И добива бројка 1 во 10 на 15. И за да ни стане појасно што значи тоа 10 на 15, тој дава илустрација. Вели, земете 10 на 17, на 15 се изминува, 10 на 15 монети долари, по $1. Тоа се доволно монети, државата Тексас да се покрие целата, да се наредат монетите и потоа пак да се покрие и така да се добие слој дебел 70 сантима. Тоа е, вика, 10 на 15 бројка. И потоа вели, пред да го направите тоа, одбележите, маркирајте една монета и ставете ја меѓу сите тие. Колкува веројатноста, кога некој ќе извлече по случаен пат една монета, колку веројатноста да извлече точно таа маркираната монета. Вели, толкова е веројатноста да се исполнат само 9 од тие 300 пророштва кои се исполнати преку Христовото служење. Потоа ја проширува математичката операција на 15, на 16 пророштва. И добива бројка 1 во 10 на 45. И тоа вели, тоа е во 10 на 45 е монети, во која може се направи низа, која 30 пати ќе стигне до месечината, до сонцето. И колку е веројатноста во таа низа, во таа 30-кратна низа, која се протега до сонцето од монети, да извлечете точно маркираната монета. Тоа кава е веројатноста да се исполнат 16 само пророштва по случаен пат
од тие 300 пророштва. И тоа потврдува дека Стариот Завет, тие пророштва кои се пишувани 500, 600, 700 години пред Христовото раѓање се исполнуваат со таква точност. И овдека апостол Петар сака да каже, заради тоа апостол Петар вели, имате уште поверно слово. Видете ги пророштвата во Стариот Завет, видете го Христос, како сето тоа се исполнува. Можете да имате сигурна основа за вашата вера. И затоа продолжи вели, треба да обрнувате внимание на Словото. И добро правите што не му обрнувате внимание како на светило, што свети на темно место додека денот осамне и деницата засвети во вашите срца. Штом во таква точност се исполнија сите тие пророштва. Штом имате такво сигурно слово, треба да обраќате внимание на тоа слово. Како на светило што свети во темнина. Светило кој свети во темнина. И овдека прави една мала аналогија со псалмистот од 119 псалм, каде што словото исто така го споредува како светило што свети по патеките. Зборчето темнина што е овдека употребено е специфично само овдека се употребува во целиот Нов Завет. И ова зборче аухмерос не значи само темнина, туку значи и нечистотија, значи нешто што е темно, загадено и запуштено. Со што уште повеќе истакнува потребата од светило. Ако е темно и ако патот е чист, и не е многу трагично, нели, кај ќе стапнеш и кај да ќе одиш. Меѓутоа, ако е темно и ако патот е послан со измет, да кажеме, и ако има дупки по патот, ако има јами, тогаш потребата од светило е уште поголема. И овдека апостол Петар употребува збор кој не значи само темно, туку тој светот го представува како место во кое што е темно, но и полно со опасности. Секој чекор пред секој чекор има некаков предизвик и опасност. Затоа вели имате многу голема потреба од светило кој ќе ви го осветлува патот да не настапите на искушението, да не паднете во дупката на гревот и така натаму. Во таков свет живееме. И затоа вели апостол Петар, имајќи го ваквата сигурност во словото, имајќи вакво сигурно слово, вакво верно слово, обраќајте внимание. Тоа слово да ви биде светило во вашиот живот. Зошто доаѓаат лажни учители кои ви дават лажни учења, кои не само што не ве предупредуваат за опасностите, туку напротив, уште повеќе ве влечат во тие опасности. Тоа слово, лажно слово, кој само ве води во пропаста. Ато држете се, вели, внимавајте, обраќајте внимание на вистинското слово. И тука вели до кога да се држите и да обраќате внимание? Додека не дојде денот, не осамне и деницата не засвети. И двете фрази, а тоа и контекстот на посланието го покажува, и двете фрази говорат за Христовото доаѓање. Денот, во Библијата, кога ќе се спомне денот, членуваната форма денот, се има во предвид Господниот ден. Во Стариот Завет тоа беше денот Господов, во Новиот Завет, како, например, во Колосјани 1:8-14, тоа е денот на нашиот Господ Исус Христос. Христовиот ден, Господовиот ден, денот Господов во Стариот Завет, во Амос, во Јоил, така натаму. Тоа е денот кога Господ Исус Христос ќе дојде во слава да суди. Во онаа слава кој тој ја најави на планината на преобразувањето. И затоа апостол Петар во посланието токму тој момент го спомнува во 70 и 80 стих. Зашто Христос дојде во првото доаѓање како слуга, дојде смирен, дојде да спаси, дојде како јагне кој треба да биде жртвувано. Меѓутоа, неговото второ доаѓање нема да биде такво. На планината на преобразувањето апостолите го видоа Христос во божествената слава. Тој
Таа слава има во вечноста, но ја остави, како што пишува апостол Павле во Филипијаните, 2 глава од 5 до 11 стих, ја остави. Тој се испразни од таа слава и дојде како слуга, за да зема човечко обличје и обличје на слуга. Но кога ќе дојде повторно, тој ќе дојде во денот Господов како судијата кој ќе суди за злото. И ќе исчисти земјата од злото и ќе донесе спасение и избавување на праведните во Божјото царство. Но додека не дојде тој ден и додека деницата, повторно деницата е Исус Христос, многу јасно на крајот во 22 глава во Откровение, второто доаѓање на Христос е во најавата на второто доаѓање на Христос се најавен како деницата. Додека не засвети деницата во нашите срца, додека не дојде денот Господов, ние имаме потреба од оваа слово кое ќе не води. Не води правилниот пат. Ќе ни свети во темнината, за да не пропаднеме во нечистотијата на овој свет. Имаме потреба. Таа потреба од словото ќе исчезне. Нормално, кога ќе дојде, кога ќе засвети денот, кога деницата ќе засвети, кога ќе осамне денот и ќе засвети деницата во нашите срца, нормално повеќе нема да ни биде потребно тоа слово. Има една убава илустрација која дава еден исто така познат теолог со писмата што ги праќа љубениот кон љубената. Тоа е аналогија која ние, кои сме били во војска, ја разбираме. Пред неколку дена се вративме назад во времето кога немаше развиени технологии, Facebook и интернет. Кога бевме во војска, вели Гаго, по 20 пати ги читав писмата што ми ги праќаа од дома. И така беше. Ги читавме по многу пати. Мама, кога се вративме, не ги читавме повеќе. Зошто? Писмата се убави за читање. Писмата разнежнуваат кога се оддалечени од оној кој ти ги пишува. Меѓутоа, кога ќе дојде љубениот, љубената ги тргнува настрана, зашто сега може да биде во општење заедно со љубениот. Христос ни оставил писма. Тоа е живото слово кој ни го оставил, пишаното слово, Библијата. Но тоа за нас се носи наслада дека тој самиот не дојде и кога ќе дојде веќе нема да има потреба, зашто ќе бидеме заедно со него. И затоа вели овде апостол Петар, обраќајте внимание додека не осамне денот и не изгрее деницата во вашите срца. И затоа убаво, читајќи ги овие текстови, да се прашуваме, обраќаме ли внимание што е на светилото во овој наш живот? Дали читаме и дали се размислуваме за тоа Христово доаѓање кое ќе донесе суд. Христос нема да дојде како јагне за колење, туку ќе дојде како страшниот судија. И тоа е идејата на апостол Петар. И тој ќе промени се тоа второ доаѓање. И продолжува, кога дава уште еден аргумент, треба да го толкуваме словото правилно, зашто тоа не е слово на човек, туку слово кое вдахновува. Знајте го прво тоа дека ниедно пророштво од писмото не е собствено кажување на пророкот, туку е Божјо слово. Имаме продолжение на мислата, иако овдека имаме нова реченица, голема буква, точка. Ова продолжување на мислата од претходниот текст. Апостол Петар вели, треба да обраќаме внимание, имајќи во предвид дека тоа е верно слово, поверно слово. И продолжува, и треба да продолжите да обраќате внимание, и не само да обраќате внимание, туку правилно да го разбирате тоа слово, зашто словото не е човечко, туку е Божјо слово. И тука ги има во предвид директно лажните учители. Дека станува збор за толкување, говори зборот кој е потребен, во нашиот текст не се разбира тоа добро, во нашиот текст пишува кажување, нели? Дека никој слово не е кажување или лично кажување на авторот. Не е, никој според човечкото слово не е изречено пророштво. Туку светите Божи луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух. Во оригиналниот текст зборот епилусис може да се преведе како, или треба да се преведе како толкување.
Не просто кажување, туку разбирање, сваќање или толкување. Зборот се употребува кога се разврзува јазол или пак се решава некоја служувалка, се составува служувалка. Кој идејата на апостол Петар? Во Стариот Завет, па и во Новиот Завет апостолите, никогаш не напишале слово кое е резултат на некакви своји толкувања, некои своји предпоставки, некои лични разбирања. Нешто што го правеле, меѓу другото, лажните учители. Лажните учители се биле филозофи во голема мера, елинистички филозофи, платонисти во најголема мера, кои Стариот Завет и она што го слушнале како учени од Исус Христос, си го преработувале според своите филозофски разбирања. Се обидувале Словото да го усогласат со своите филозофски шеми и правеле своји човечки конструкции. И апостол Петар вели, а пророците не го правеле тоа. Пророците што го слушале својот глас, Божиот глас, не го правеле тоа. Тие, кога го слушале Божиот глас, не пишувале некои своји предпоставки, некои своји толкувања за оно што Бог им го говори. Туку го пишувале, ќе видиме понатаму, поттикнати од Божиот дух, она што Божиот дух ги поттикнува да пишуват. И затоа и вие не можете никако да си го толкувате тоа слово како што вам ви одговара. Туку треба да внимавате, тоа е Божјо слово. И бидејќи Божјо слово, одговорноста е уште поголема. И апостол Петар дури истакнува, вели, знајте го прво тоа. Основното е тоа. Пред се треба да имате во предвид, дека тоа слово кое е многу точно, кое е верно, кое се исполнува, е такво, е точно и верно и се исполни во детали, зашто не е човечко туку, затоа што е Божо слово. И внимавајте како ќе се однесувате. Знајте го прво тоа. А овдека па целиот контекст на главата е Христовото второ доаѓање. Словото ни го најавува Христовото второ доаѓање. А Христовото второ доаѓање е Христовиот суд. А на Христовиот суд ќе биде судено на основата на Словото. Христос им ги предупреди фарисеите. Словото, ова слово вас ќе ве суди. И ако Словото е основата на судот, ние треба правилно да го разбираме тоа слово. Правилно да го толкуваме. Сериозна е работата, еле апостол Петар. Не можеме ние произволно да се го толкуваме, зашто ние ќе бидеме толкувани на основа на Словото како што е, а не на основа на нашите произволни толкувања, субјективни толкувања. Представете си, возите 100 на саат, а е дозволено 70. И ве запира полиција. И вели, имате знак таму на кој што пишува 70. И вие му обяснувате, абе видов нешто во круг по кој што пишува 70, ама јас не можам да го толкувам, не знам како да го толкувам тој знак. Нема да биде оправдание. Вие ќе бидете казнете и ќе одговарате. Ниту пак може да кажете, да, таму пишуваше 70, овдека ми покажуваше 100, но моите лични чувства, моите субјективни чувства ми кажуваат дека јас возам 50. Тоа е мојата перцепција, индивидуална, субјективна. Има објективни стандарди. Словото е стандардот и ние ќе бидеме судени врз основа на тој стандард. Нашите оправдувања за неразбирање или нашите индивидуални субјективни чувства или желби не се стандардот. Божото слово е стандардот, вели апостол Петар. Зато треба да внимаваме. Да внимаваме на словото, онака како што е напишено. И зато и ние сме се определиле да ги пазиме тие принципи. Може би ваквиот начин на проповедање не е најинтересниот. Некои велат, ова ми личи како да сум во училиште. Јас сакам повеќе да се кажуваат приказни кога се проповеда. Јас сакам да биде по-забавно малку, да биде по-интересно. Ова е досадно. Досадно ти да слушаш коментари врз Библијата. Зошто нема повеќе некои приказни, такви, приказни, интересни, вицеви и некои други работи. Зошто јас не ви проповедам моје слово, туку
Ние го проповедаме Божото Слово. И ние сме одговорни тоа Слово да го проповедаме како што е запишено. Веќе Божо Слово. Треба да видиме кој е контекстот. Да, може да го направиме интересно и пријатно ова Слово. Кога ќе го извадиме од контекстот и ние ќе му дадеме свој контекст. И ќе го облечеме во наша пријатна облека. Но тоа не е вистината. Овој текст е напишан во некаков контекст. Нема текст без контекст. Ние треба да го видиме вистинскиот контекст. Треба да ги видиме зборовите, ама зошто сега овие зборови тука не ги објаснуваш вака, како да сме на факултет. Па зашто тие зборови, Словото, Божјата воля ни откриена преку Слово, преку зборови. А зборовите, тоест јазикот, има граматика, во кој што има зборови со значење, има и правопис, има граматика. Граматиката е тоа, правила и зборови. Секој збор си има значење, а тие зборови со значење се напишани според некои правила. За ние да го разбереме текстот, треба да ги видиме зборовите во значењето и правилата. Треба да видиме зошто го пишува тоа пред да преидеме на примената за нас денес. Никој од автор, кога пишувал нешто, не го напишал туку така. Тој има во предвид некаква ситуација. Мора сите тие работи да ги имаме во предвид и да се подпираме на сите тие нешта. За да го представяме Словото како Божо Слово, а не како човечко. Библијата е Слово кое е издишано од суверениот Господар на Вселената, пред кого ќе даваме светка. Овој стих, точно овој стих, бил употребен од некои цркви, примерно католичката црква, го употребил овој стих, за да ги ограничи луѓето од изучување на Библијата. Тоест, според нивното правило, човек не може сам да ја толкува, туку треба да го прифати учењето на црквата. И затоа низ вековите не било дозволувано не бил дозволуван превод на Библијата на разбирливи јазици, на мајчини јазици. Се до крајот на средновековието и реформацијата. И затоа, со текот на времето, црковното учење станува поавторитетно од библиското учење. Авторитетот на црквата станува повисок од авторитетот на Словото. Црквата е критериумот, не Словото. Идејата овдека е не забрана, туку поттик кон правилно изучување. Зашто тоа не е човечко, туку е вдахновено и е поттикнато од Светиот Дух. И тука имаме во вториот стих, тоест во последниот стих, вториот во нашиот слайд, едно од најдобрите описи за тоа како Словото доаѓа до нас, тоа е за вдахновеноста на Словото. Глаголот поттикнати, што го има, мислам дека и овој текст, да, поттикнати и кај нас е така, истиот збор го употребува авторот на Делата на апостолите во 16-та глава. Кога во 27-та глава се измирувам, кога апостол Павле се движеше од Ерусалим кон Рим за да биде суден, и бродот беше зафатен од бура. И бродот беше носен од бурата, и истиот збор што таму е употребен за движењето на бродот од бурата е овдека во овој стих. Бродот е носен од ветрот, од бурата. Тоа е надвор од контролата на луѓето. Луѓето не може да го контролираат бродот. И една убава дефиниција во тој поглед, стара дефиниција, неколку века, ни дава Чарлс Хоч, кој вели: вдахновеноста е влијание на Светиот Дух врз умот на библиските автори кои станувале органи на Бог за безпогрешно пренесување на неговата мисла и волја. Она што тие го кажувале, всушност, тие до таа мера станале органи на Бог, така што она што го кажувале, всушност Бог го кажувал. Се разбира дека тоа не значи елиминирање, ампутирање на индивидуалноста на авторите. Можеме да видиме еден стил, еден начин на изразување кај Јован, друг кај Петар, трет кај Даниил и така натаму. Но на крајот, крајниот продукт, имајќи го пред сите индивидуални особености
на секој автор, крајниот продукт е Слово на Бог. Божјата волја, Божјата мисла е пренесена безпогрешно во Библијата. Зашто авторите се поттикнати, се водени од Светиот Дух. И на крајот, како заклучок, што ќе кажеме. Пред известно време имаше една документарна емисија од оние научните телевизии, како што се Discovery или не знам која беше, дава како ги рушат облакодерите, старите облакодери. Оние висококатниците. Ставаат динамити на клучни места по темелот. И кога ќе ги активираат, тие огромни високи згради паѓаат веднаш. Се рушат. Како коло од карти. Основата многу важна. Најважна е основата. И токму заради тоа, сатаната цело време се обидува да удира врз Словото. Преку лажните учители. Преку оние кои што го изопачуваат Словото или го негираат. Па да се вратиме на првиот обид на сатаната да го изуме човекот. Кој беше неговиот приод? Ја праша Ева, навистина ли Бог рече така? Удираше во основата, Божјото Слово. Основата на нашата вера е Словото. Ние нашата вера ја градиме врз Словото. И можеме да бидеме сигурни дека таа вера, таа основа е вистинска, цврста, стабилна. Петар ни вели, ние ви го проповедаме тоа што лично го гледавме, го слушавме. Ние ви кажуваме за сведоштва кои се реални, вистинити, неизмислени. Видете и во Стариот Завет и проверете како сето тоа се исполни. Поверно слово во Стариот Завет. И токму тука удира сатаната. Денеска удира преку либералните теолози, кои велат не можеме да бидеме сигурни дали нашите толкувања се правилни, никој не може да ја разбере на вистина Библијата, има она агностицизам, може да е така, може би не е така, некои велат воопшто пак не треба да се занимаваме. Познатите, најпознатите образовни центри во светот кои некогаш биле основани за да обучуваат христијански работници, денес се полни со луѓе кои се исмеваат на Библијата. Тоа го прави денес сатаната. Удира на основите на нашата вера. И сепак, покрај се, Библијата си останува една здрава, стабилна основа, на која што ние градиме вера во вечниот живот. Вера дека одиме по вистинскиот пат. И затоа треба да се држиме, да обраќаме внимание, како што вели апостол Петар, да се ја читаме Библијата. Правилно да ја разбираме. Да не интересира повеќе вистината, отколку нашите желби, отколку нашите чувства, отколку нашите суети. Заедно да се собираме да ја толкуваме. Многу е важно. Заедно. Да, црквата е авторитет во толкувањето, меѓутоа, ние сите сме црква, ние си имаме потреба да се коригираме, да се поправаме. Некој институција која одозгора ќе наметнува учење, туку сите заедно ние доаѓаме до вистината. И само така, на крајот ќе се зарадуваме кога ќе осамне денот и кога деницата ќе засвети во нашите срца. Тогаш ќе се зарадуваме во славата на Христос, кој очекуваме да дојде во сила. Господ да не држи здраво за вистината, да градиме на сигурната основа и да живееме со очекувањето за доаѓањето, осамнувањето на денот и изгревањето на деницата во нашите срца. Амин.